владиниот кандидат има неколку пати во првата пресконференција после вториот круг, а сакаше да направи некоја дихотомија помеѓу мене и него, велејќи сега има два избора, избор за работа и за резултати или експеримент. Јас едно ќе кажам, најпредвидливото од сево ова што се случува во овој изборен циклус е што ќе се случи ако ВМРО ДПМН не победи. Од ВМРО ДПМН да победи сигурно нема да станат на 3 ноември и да станат друга партија. Значи сите во Македонија точно знаеме какви резултати може да ни донесе ВМРО ДПМН и дека тоа ќе бидат деструктивни резултати и дека следниот кандидат за градоначалник во 2029 ќе треба да вети пред граѓаните на Скопје дека ќе ги поправа грешките на претходниот мандат, како што ВМРО ДПМН сега го прави со Даниела Арсовска. Победите на ВМРО ДПМН не донесоа до овака каде што сме сега, тие победија во 2021, така да најлошото сценарио за нас, тоа што најмногу треба да се плашиме е статус квото. А тоа што треба да ни даде надеж е што во случај на наша победа, доколку ја добиеме поддршката, тогаш ќе можеме да создаваме сосема нови прилики за градските власти.